Денеска од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија символично го означија и просторот пред седиштето на Европската комисија со црвено-жолтата боја во пресрет на доаѓањето на еврокомесарот Јоханес Хан. Оттаму порачаа дека нема да дозволат влада која ќе работи според платформа подготвена надвор од Македонија и побараа новиот председател на собранието да ја отфрли тиранската платформа. Ние сме реалност. Никој не може, не треба и не смее да ги игнорира 200.000 граѓани кои секојдневно протестираат. За жал, Европската унија засега покажува игнорантски однос кон нас, но истовремено и кон граѓаните на Република Македонија. Порачуваме дека нема да дозволиме влада која ќе работи според платформа подготвена надвор од Македонија под покровителство на странски премиери. Било кој да биде избран за председател на собранието, бараме да ја одбие и отфрли истата. Целосно отфрлање затоа што со неа ќе имаме двонационална и федерална држава за сметка на унитарна и граѓанска Македонија. Од иницијативата за заедничка Македонија исто така потенцираа дека Европската унија почива врз еднакво, слобода и солидарност и тие принципи треба да важат подеднакво за сите граѓани во Македонија. Оттаму бараат и средба со еврокомесарот Јоханес Хан. Интеграција наместо лажна надежд, известност наместо неизвестност. Бараме господинот Хан да се сретне со нас, за да може да му ги представиме нашите цели и барања кои се фиксни и непроменливи. Нивното игнорирање и игнорирањето на нашите барања може да создаде само дополнителни ризици. Ако ЕУ е за почитување на граѓанско општество, тогаш треба да покаже дека декларативните заложби не се само флоскули, туку треба да превземе конкретни дела, а за почеток може да прифатат средба со нас. Игнорирањето од страна на Хан ќе го сметаме за пример за неискрен однос и приказ за недобри цели и намери на ЕУ кон Република Македонија. Подршка за иницијативата за заедничка Македонија секојдневно даваат и јавни личности, актери, пејачи, потомци на македонските херои, професори, спортисти, ловџии, камионџи и земјоделци, кои упатуваат пораки против разнебитувањето на државата. И македонската дијаспора изминативе денови силно застана зад граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која секојдневно протестира за зачувување на унитарноста на државата и отфрлање на тиранската платформа, која е вовед во редефинирање на Македонија и нејзина федерализација. Малме, Лондон, Сиднеј, Берлин, Малта, Словенија, Холандија и Австралија се само дел од државите и градовите кои овие денови беа обоени во црвено-жолто и во кои ечеше македонската песна во знак на подршка за заедничка Македонија. Протестите на иницијативата за заедничка Македонија продолжуваат утре.